Hello and welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia with your host Boško Rajčovski-Palisterski. Драги слушатели, добредојдовте на македонската радиопрограма Оро Македонско, која можете да ја слушате 24/7, ќе одите на YouTube или Facebook, ќе напишите Оро Македонско Чикаго. За сите ваши сугестии, критики и коментари, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски-Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552 или на имејл braјчовски@gmail.com. Кажете им на вашите најблиски и ајде сите да се фатиме на Орото Македонско. Од името на нашиот редакцијски колегиум ви посакуваме пријатно расположение со македонскиот мелост, како и одбрани интервјуа од политички, црковен и културен настан. Но најпрво следуваат најнови вести од изминатите 7 дена со нашата колешка Фиданка Танаскова. Слушајте не. Македонските меѓународни контакти, разговори и договори се доста чести и продуктивни. По повод традиционалната манифестација во чест на Свети Кирил, во посета на Ватикан и Рим е државно-црковна делегација. При ауденцијата кај римокатоличкиот поглавар Лав 14, нашата делегација, предводена од председателот на собранието Африм Гаши, му упати честитка на папата по повод годишнината од неговиот избор. Беа повторени историските и духовните врски Македонија и Ватикан, изградени врз наследството на светите Кирил и Методи. Ке биде оддадена почит на Свети Кирил во црквата Сан Клементе во Рим, каде што поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, неговото блаженство господин Стефан со свештенослужителите, ке одржат молебен. А во главниот македонски град се одбележаа 77-те години од постоењето на Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој има долга и славна историја како државотворен универзитет, на кој се образувале десетици и десетици илјади студенти. Македонија и Словенија се со долго пријателство и таа земја е една од најдоследните поддржувачи на европскиот пат на Македонија. Тоа денобиве е потврдено и за време на официјалната посета на председателката на Републикава Гордана Силјановска-Давкова. Таа во Љубљана се сретна со државниот врв на Словенија, при што се изречени доста високи оценки за политичката и економската соработка на двете земји, па се настојува трговската размена Македонија-Словенија да достигне 500 милиони евра. Председателката Силјановска ја посети Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Љубљана, се сретна со членовите на Сојузот на македонските културни друштва и црковни одбори, како и со наши иселеници, кои работат во науката, бизнисот, културата и така натамо. Од Брисел високи оценки и пофалби за Македонија. Европската комисија испрати една од најпозитивните пораки за нашава земја во последниве години, оценувајќи дека Републикава покажува доста напредок во спроведувањето на 37-те клучни реформи. Во документот објавен во Брисел, Македонија е речиси издвоена како една од најподготвените партнери во регионот. Европската комисија и додели на нашава земја 65,5 милиони евра во рамките на планот за раст на Западниот Балкан. Германскиот канцелар Фридрих Мерц упатил официјално писмо до лидерите на Европската Унија, и тоа за земјите од Западниот Балкан, значи Република Македонија, во кое предлага нова стратегија заради забрзување на проширувањето на Европската Унија, предлага постепена интеграција и привилегиран пристап до клучните европски механизми за овие земји, како што се внатрешниот пазар, учеството на седниците на Европската комисија, на Европскиот парламент и така натамо и така натамо. При разните случувања на светската политичка сцена, времињата се тешки, но не е Републикава со тенок буџет како што обвинува опозицијата, туку состојбата со буџетот е стабилна и навреме се исплаќаат сите обврски. Досега имало и 230 милиони евра капитални инвестиции, меѓутоа не е лесно. Годинава власта требала да врати со се камати милиарди евра. Некои биле стари задолжувања. Премиерот Кристијан Мицкоски рече дека треба да се остават коментарите и критиките од опозицијата,
бидејќи прво ја ограбиле државата и оставиле празна каса, па еве по 2 години оваа власт ја среди и ги враќа долговите што претходните ги ограбиле и ги однеле надвор. Непрестајно СДСМ и нејзиниот претседател Венко Филипче бараат бугари да ставела власта во уставот македонски и за да се одблокирал европскиот пат, прашувајќи го премиерот каков бил ризикот од уставните измени, од што се плашел, бидејќи вели Филипче бил сигурен оти немало да се задира во нашиот идентитет, јазик и култура. Во реакцијата што следеше од ВМРО-ДПМН рекоа дека токму оние што ја распродадоа државата денес држат лекции за патриотизам, за идентитет, за Европа. Истите што ветуваа живот, а оставија пустош, криминал, понижување и национални отстапки, ете сега се обидуваат да глумат морални авторитети. Председателот на владата Мицкоски со порака до сите оние кои се молат да не успее оваа влада, дека требало да знаат, оти ке биле сведоци за многу успеси кои ги прави и ке ги прави и владиниот тим. Продолжуваме со вестите. Во Скопје се одржа традиционалната и беше една од најмасовните средби на македонците прогонети од егејскиот дел на Македонија. Беше нагласено значењето на ваквите средби и дружења во зачувувањето на идентитетот, на културното наследство, историските настани и традициите на македонците од Егеот. Присутните порачаа дека и покрај многобројните административни пречки и забрани што ги имало низ годините, тие никогаш нема да се откажат од посетите на своите родни места во егејскиот дел на Македонија. Во селото Разловци Делчевско беа одбележани 150 години од вооружениот бунт против османлиите. Одбележан е веќе половина од Разловечкото востание, чиј главен организатор и водач на храбрите јунаци бил Димитар Поп Георгиев Беровски. Па во тоа мрачно време нашите предци се кренале на востание во Делчевскиот, во источниот дел од поробена Македонија, верувајќи дека за својата татковина вреди да се живее, да се бори и да се жртвува. А Преспа и Преспанското езеро се уште се неистражена тема, па веќе со години се откриваат многу предмети од непроценлива вредност за животот низ вековите на Преспа и Преспани. Со повлекувањето на нивото на езерото, дел од археолошките локалитети излегле на копно, што возможило да бидат извршени нови истражувања, како што е тоа во близината на селото Наколец. Посебно внимание привлекуваат пронајдените садови од керамика, метални алатки, предмети од дрво и метал, потоа рачки, чешли и други добро зачувани наоди, за кои се смета дека се од 13-тиот и 14-тиот век. Стручни лица и студенти извршија детално архитектонско документирање на повеќе објекти, меѓу кои се црквата Свети Ѓорги во Ресен од 19-тиот век, манастирот Рожество на Пресвета Богородица во селото Сливница од 17-тиот век, храмот Свети Петар и Павле во Лубоња од 20-тиот век и други. Ке биде извршена дигитализација, ке се направи мапа и ке се организираат изложби, студентски посети и меѓународни конференции, а сите материјали ке бидат ставени во реконструираното Старо училиште Димитар Влахов во селото Љубојно. Следи блокот информации на повеќе теми. Дали имало шпионска афера во кабинетот на председателката на држава Гордана Силјановска-Давкова? Информативниот техничар осомничен дека прибирала информација од компјутерскиот систем за странска разузнавачка служба, бил суспендиран од работа. Истрагата трае, ја води основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Се пребарувани компјутери, видеозаписи од безбедносните камери, анализи на мобилни телефони и друго. Има многу коментари и негодувања по протестите на студенти албанци во Скопје, кои дојдоа и од други држави, а бараа правосудниот испит да се полагал на албански јазик. По сите права кои ги има албанскиот етникум во Република Македонија, и тоа права над европските, дали се оди предалеку? Секако дека правото на протест е легитимно, но во центарот на Скопје се излезе од тие граници. Се веја знамења на Албанија и Косово, ниту едно македонско. Имаше извици УЧК, која од НАТО беше прогласена за терористичка организација, со водачи што им се суди во Хаг за извршени воени злосторства.
Па од партијата во власта на македонските албанци Вреди тврдат дека протестот бил оркестриран од партијата ДУИ, која 20 години беше во власта, а сега е во опозиција, па целта и била дестабилизирање на политичката состојба во републикава. А зошто, кога со заеднички мудри разговори и договори се доаѓа до решение за се, исто така ќе биде сторено и за ова прашање. Но наближува туристичката сезона. За Чисто Охридско езеро спроведена е нова голема еколошка акција, во која учествува 80 нуркачи од Македонија, Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина. Тие извадија поприлично отпад од дното на езерото кај автокампот Градиште, што го фрлале луѓето, и упатија порака за важноста од зачувувањето на езерото, истакнувајќи дека ова е пример од и со ваквите заеднички акции може да се придонесе за почиста животна средина. На граничниот премин Богородица кај Гевгелија откриена била и запленета златна плочка тешка близу 1 килограм, која патникот ја носел во чевелот во автобусот, што се обрекал на релацијата Гостивар-Истанбул. Цариниците на граничниот премин Табановце кај Куманово пронашле 500.000 евра, кои се обидел да ги прошверцува државјанин на Албанија, а биле скриени во специјално направен бункер во минибус. Морничава сообраќајна несреќа во близина на Скопје, кај Визбегово, во која загинаа 4 лица, 51 годишниот Ристе Велковски, познат оперски пеач, неговиот 20 годишен син, како и уште 2 други момчиња на таа возраст. Несреќата се случила кога камион управуван од 76 годишен државјанин на Косово ја скршил оградата и директно удрил во автомобилот, па така настрадале сите во него и е целосно изгорен. Притворен е 19 годишник осомничен за убиство во скопското село Бојане. Полицијата го апсила убиецот откако неговиот татко го пријавил дека во шума близу Скопско застрелал 18 годишно момче. А повеќе од половина век оваа популарна радиопрограма Оро Македонско се емитува на северноамериканскиот континент, а се слуша и надалеку во светот, афирмирајќи ги македонското име, јазик, минато, сегашност, музика и вистина. Оваа голема мисија на Оро Македонско продолжува, благодарение на упорноста, истрајноста и непрестајната активност на уредникот и водител Бошко Рајчовски Пелистерски, како и на поддршката, разбирањето и добрата волја од Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и Infinity Track Sales. Станува збор за успешни компании во бизнисот со камиони, па вие секогаш кога сакате да купите нов или постар камион, побарајте ги Алек и Димитар. Уште неколку информации. Во Музеот на македонската борба за самостојност во Скопје се одржа промоција на новата книга Македонија низ вековите од професор доктор Виолета Ачковска. Авторката Ачковска ја опишува милениумската вистина на Македонија и на нејзиниот библиски народ. Познатиот фолкфестивал Ландово ќе се одржи на 26 и 27 мај. Првата вечер на плоштадот во градот, а следната вечер во салата на Домот на културата. Битола е домаќин на 8-миот фестивал по пијано со учество на млади таленти, врвни уметници и љубители на класичната музика од 12 држави. Во Прилепи Долнени е дводневниот фестивал на народни инструменти и песни Пецеата Насоски. Има над 200 учесници од 5 до 85 години од сите краеви на Македонија, како и гости од странство. Македонската ракометна репрезентација убедливо успешна и се пласира на светското ракометно првенство, кое во јануари ќе се одржи во Германија. Еве тоа беше се за овој роднокраен извештај. Испреќам најсрдечни, наискрени братско-сестрински македонски поздрави до сите вас, драги слушатели и пријатели. Za sve
Пекин, каде што се сретна со кинескиот председател Си Џинпинг во обид за стабилизирање на односите меѓу двете најголеми светски економии по период на трговски тензии. По средбата Трамп рече дека му бил приреден величанствен дочек, како што ретко се гледа. Нагласи дека посетата за него представува голема чест. Голема чест е да бидам тука. Имавме многу продуктивни разговори, изјави Трамп, додавајќи дека Си Џинпинг е негов пријател и голем лидер. Трамп посочи дека со него во Кина допатувале некои од најстакнатите американски бизнисмени за разговори поврзани со трговијата и бизнисот. На свечениот прием, кинескиот председател Си Џинпинг испрати порака за соработка наместо конфронтација меѓу Пекинг и Вашингтон. Во разговорите била отворена и темата за Блискиот исток, особено Ормускиот теснец, една од најважните светски поморски рути за транспорт на нафта и енергенси. Белата куќа соопшти дека Трамп и Си се согласиле дека Ормускиот теснец мора да остане отворен со оглед на неговото глобално економско значење и улогата на Кина како голем купувач на иранска нафта. Една од најчувствителните теми бил Тајван. Си Џинпинг јасно му порачал на Трамп дека тоа е најделикатното прашање во односите меѓу двете земји и предупредил дека погрешното справување со тоа прашање може да доведе до сериозни конфликти. Јави и несудениот градоначалник на Чаир Бујар Османи дека за него Македонија била држава на два главни народи. Убаво, среќа што сега Бујар е битен како пешачки во Чаир. Уште вели дека без албанскиот јазик немале ништо. И ние Бујаре без македонскиот јазик немаме ништо, па ти со она Генчовска се договараше за нашиот јазик. Значи, болело. Знамења извикување на УЧК, по неколку месечна целосна изолација на политичката сцена, Дуи се обидува да се врати преку своите одамна познати националистички изблици. Вчерашниот протест обарање за проблем за кој во владата веќе се изнаоѓа решение е само доказ за тоа. Иако Косово и Албанија официјално немаат никаква релација за овој случај, сепак Дуи ги активирале своите инсталации во овие две земји, да се обиде да го напумпа проблемот со студентите. Запознавачите со ваквиот обид, Дуи повторно се обидува преку етнички теми да го сврти вниманието кон себе. Вчерашните протести покажуваат дека не се протести на студентите, туку се политички барања, односно е платформа на одредена политичка партија која се противива во протести од страна на студентите. Протестот вчера имаше се, но не само права на студентите. Поранешниот министер за надворешни работи и висок функционер на Дуи Бујар Османи со веќе добро познатата реторика за европски вредности се обиде случајот да го представи како прашање на права и еднаквост. Најави дека за тоа ќе ја известили меѓународната заедница. Сепак, наместо смирување на состојбата, запознавачите ваквата реторика дополнително ја поттикнува етничката поларизација, затоа што токму во периодот кога Дуи беше дел од власта заедно со СДСМ, речиси ништо не направи за подобрување на условите и статусот на албанските студенти, и дека на овој начин со повикување на Европа само се обидуваат да го скријат криминалот направен за време додека ја имаа власта. Сегаш Дуи единствената карта во минатото го имаше етничките прашања, никогаш немаше социјала или економски развој на општеството. Единствената цел на нив е политички да преживеат преку големи идеи, односно на правата на албанците во државата. Тие со таа идеја пак што ја враќат, односно на европски интеграции и пак почнаа да се повикат на странскиот фактор, односно на САД и во Европска унија, корумпираните политичари кои сегогаш ќе скандират Европа или САД, особено албанските лидери, односно водители, тоа значи дека тие се фатили некаде во криминал и корупција. Драги слушатели, минатиот четврток беше Спасовден, а тој е секоја година паѓа во четврток, 40 дена после Веливден. На сите оние кои го носат името Спасе, Спасија честит именден, посебно им го честитам имендено на мојот кум Спасе Секуловски од Торонто, потоа Спасе Јанкуловски од Детройт, воедно со супругата Виолета им честитам новодобиениот син. Спасе Шалковски од Краун Пойнт, Индијана, честите имендени на Спасе Јанковски Наумовски од Чикаго. Додека на недела 24 мај е Свети Кирил и Методи. На сите вас кои го носите името Кирил, Кира, Методи, честит именден. Посебно на нашиот духовен татко
митрополитот американско-канадски, господин Методи, го честитаме именденот. Нашите сестрински цркви Свети Кирил и Методи од Нью Джерси честит празникот и патрониот празник на црквата Свети Кирил и Методи во Бафало, Нью Йорк, како и честито празникот Свети Кирил и Методи на црквата во Чикаго, кои на самиот празник имаат голем банкет и спорт. Сите сте добре дојдени. Честит празникот Свети Кирил и Методи, примете и од нашите спонзори и тоа. Little Caesar Pizza и фамилијата Илич, Wilbur Kia Ford Car Dealer и менаџерот Менде Талевски, на кој му го честитаме именденот, кој е наш редовен спонзор. Алек и Димитар, партнери на двете компании Infinity Truck Sell и Truck Partner Company. Честити празниците Спасовден и Свети Кирил и Методи, примете од председателот на Македонската алијанса Ѓорѓа Ѓорче Танасовски и ниот Кинг Ѓорџ заедно со братот Јосип. Колку близко е телефонот, толку близко е стариот крај ако патувате преку патничката агенција на мојата колешка Ана Коруновска, чиј телефон е 630-432-9371. Доктор Луи и доктор Кристофер Хацис од заболекарската ординација во Стерлинг Хајтс ви го честитаат празникот Свети Кирил и Методи. Погребалните куќи Менџи Funeral Home и Ворен Funeral Home. Спиро Тречевски заедно со својата сопруга Весна од First Development од Далас, Тексас, на сите вас, драги слушатели, ви го честитаат празникот Свети Кирил и Методи. Охридското езеро, во срцето на Плаушник се издига Свети Пантелеймон, храм кој не само што го носи печатот на вековите, туку и тишината на молитвите, што никогаш не згаснале. Бидејќи тука, под сводовите, почива Свети Климент Охридски. Ова не е храм што импресионира со големина, туку со скромност што зборува погласно од раскош. Изминаа цели 26 години од повторното заживување на Свети Климентовата црква и 15 години од започнувањето на проектот за возобновување на Свети Климентовиот универзитет на Плаушник, кој според најавите требаше да биде готов до 2017 година. Плаушник е крстопат на духовноста и идентитетот. Овој простор сведочи за континуитет што ретко се среќава. Овде се вкрстуваат патиштата на цивилизациите, вели митрополитот на Деварско-Кичевската епархија, господин Георги. Во Столичен пред една година, негов приоритет е токму светилиштето на писменоста.
Плаушник, местото каде што Свети Климент на времето поучувал, се молел, дел, го изградил универзитетот. Сега е едно прекрасно светилиште, но јас би сакал тој простор да го видам заживеан, да биде место за средиште, повторно да биде како во времето на Свети Климента, полно со ученици, со луѓе кои разминуваат своји мислења, затоа што Охрид ни е ликот пред светот, ама тој лик прво ние самите себе си ќе мораме достојно да се го украсиме. Градежните активности беа стопирани скоро деценија. Актуелниот министер за култура пред 2 години посочи дека Плаушник е во лоша состојба. Ситуацијата овде е очајна на сите места каде што бевме и морам да кажам дека во изминативе 7 години слободно за жал можам да кажам дека нашето културно наследство е тотално загрозено, дека воопшто немало никаква грижа, не се одвојувале никакви финансиски средства и е доведена до една очајна состојба оставена на забот на времето. Лани Охрид доби 36 милиони денари за возобновување на Свети Климентовиот универзитет. Премиерот Мицкоски сега најави целосно заокружување на проектот Плаушник. Следен проект кој што мислам дека треба многу внимателно да му се посвети внимание овде во Охрид е Плаушник. Конечно да го завршиме тој проект. Почнат од пред многу време. За жал не бил во приоритетите на многу влади претходно. Оваа година, имајќи предвид можностите на буџетот, одвоивме скромна сума на средства, но важно е да се доподготви проектната документација и следната година многу посилно да се излезе на терен. Инаку првичниот проект предвидуваше изграда на 23 објекти, но под притисок на УНЕСКО ќе се градат 6, и тоа резиденцијалниот објект на МПЦ, Конак, Богословскиот факултет, библиотека и музејски комплекс со галерија на икони и центар за хуманистички науки. На јужните... Драги слушатели, следува прилог за Свети Кирил и Методи. Свети Кирил и Свети Методи Солунски се родени и пораснати во Солун, Егејска Македонија, од угледно и богато семејство. Татко Лав и мајка Марија. Кирил и Методи, познати како солунските браќа просветители, имаат голема улога во словенската историја. Методи е роден во 826 година. Се школувал во специјални училишта за стекнување на воени вештини и за извршување на високи државни функции. Поради стекнатото знаење и способностите кои ги поседувал, Методи на 20 годишна возраст од Византискиот двор добил чин војвода. Тој како војвода во 845 година бил испратен да биде управник на словенското кнежество во Македонија, кое се простирало во Струмичко-Прегалничкиот регион. Задача на Методи била да ја осигура поддршката на местното население во борбата против бугарските напади на таа територија. Константин, познат по монашкото име Кирил, бил роден во 827 година. Се школувал во солунските училишта, во кои оделе само децата на поимотните семејства. Како најдобар ученик, рано се школувал на Цариградскиот универзитет. Таму изучувал повеќе науки и повеќе јазици. По завршувањето на студиите, Константин станал професор по филозофија во универзитетот во кој самиот учел претходно. Како вреден и образован, стекнал голема доверба на Византискиот двор. Нивното дело ги описмени словенските народи. Во почетокот на 9 век била веќе подготвена солидна основа за поширока и поорганизирана мисионерска во Ромејската империја, која доживува нов расцвет на културен план. Методи е убиен во германскиот град Елванген, отруен во домашниот затвор после долги години одлежани во подрумските зандани. Тој е уапсен по налог на архиепископот Алдвин. Потоа бил однесен во Регенсбург и таму бил измачуван долго со страшните методи на средновековното мачење на затвореници. Потоа бил фрлен во занданите на островот Рајхенау, а потоа во Елванген. Ништо што се случува во животот не станува
и не останува заборавено. Дури несреќен крај на некоја приказна не значи дека приказната ќе заврши и замре. Се што правиш го оставаш како жива трага во вечноста. Се продолжува да делува и да го обликува светот, без разлика колку си голем и колку си мал. Затоа оставајте мили траги, траги на светлина и добрина, пријатни и корисни траги. Мали моменти на искрени гестови на љубезност. Големи моменти на живеење според идеалите за високите вредности. Не можеш да се сокриеш од тоа што живее во твоето срце, било светлина, било замраченост. Не сега и не во вечноста. Слава ви, браќа, за светлината што му ја оставивте на светот. Од името на Оро Македонско ви го честитаме роденденот и во благодариме што на милионски народ му дадовте писменост. За многу ја лета. Кирил и Методи. Кирил и Методи биле три словенски просветители што се родиле во Солун. Тие живееле во богата фамилија и да вршиле висока школа во Стариград. Тие биле испратени на многу различни мисии да го прошират христијанството. Требале да идат во Арабија, Хазарија, Моравија и во Македонија. Тие сакале да го прошират христијанството, но и да дадат писмо на словените, бидејќи што тие немале начин да пишуват. Затоа биле испратени во Рим, за да може папата да им каже инструкции за како да го прошират христијанството. За жал, таму умрел Кирил и Методи се вратил во Македонија и таму имал ученици и со помош на неговите ученици тие го измислеле словенски глаголицата. Кои се неговите ученици? Двете од најдобри се Свети Наум и Климент Охридски. И сега ќе ви ја кажам глаголицата. Аз, бука, влиеди, глаголи, добро, јести, живиете, дијела, земја, иже, и, како, лоѓе, мислите, наша, она, покој, рси, слова, тврдо, око, фрта, хелија, омега, ти, црва, шат, шта, ја, јат, ја, јо, онце, ионце, енце, јенце, кси, пси, фита и жита. Браво, Македон. Спонсор на денешното интервју е Вилбрук Kia for Motor Company, телефон 630-986-5000. Чиста вода Божи
Јас, Филип II, цар на Македонија, денеска на 24 златец, 7507 лето, во гробот во кутлеш се превртувам и поради срамот со името наградено на државата ги проколнувам предавниците од родот мој со клетва голема и еднаква на срамот. Изроди едни, проклетство нека ве прати за целиот живот. Сите небесни молњи врз главите ваши празни нека се струполат. Дошто постои зло на веков и на светов, во вас да се вклешти, красти и улери струпести, душите продадени да ви ги вадат, крокодили острозаби, утробата да ви ја раскинат, орли крстатни на карпа вжештена, труповите да ви ги черечат, боговите севишни паднат на колена од гробот ги молам, сета клнатија, небесна и земна, и на овој, и на тој век таму, врз вас да ја истурат изроди едни, што ја турнавте Македонија во пропаст да понира со пристанот ваш, името свето и знамето да и го поганат, што се главивте туѓи вазали да бидете и ја оставивте државата на милост и немилост, без име, без знаме, без закон, без круна, без престол и без цар. Ова е еден од клучните настани во пресрет на Илинденското востание, на кој конечно бил ставен крај на дилемите околу тоа дали да се крене востание. На Конгресот било донесено решение востанието најпрво да започне во Битолскиот револуционерен округ, а потоа да се прошири низ цела Македонија и Одринско. Конгресот траел 5 дена, при што биле разгледани и дискутирани 7 клучни точки. Согласно претходно донесените одлуки во Солун, овој собир имал задача конечно да ја потврди одлуката за кревање востание. И покрај различните ставови меѓу делегатите, на крајот преовладало мислењето дека востанието треба да започне, пошто дискусиите се насочиле кон практични подготовки. Бил избран главен штаб составен од тројца членови во името на Борис Сарафов, Даме Груев и Анастас Лозанчев. Воедно бил изработен и востанички дисциплински устав, со кој прецизно биле утврдени и должностите на сите востаници. Смилевскиот конгрес завршил во доцните часови на 7 мај 1903 година. Подоцна, кон крајот на јули, кај Левинското село Буф, главниот штаб го определил 2 август како датум за почеток на востанието. Така, на големиот празник Илинден, во Крушево започнало востанието што ќе остави длабока трага во македонската историја. Првоборецот, да кажеме, за македонските права во Австралија, покрај другите луѓе кои ги спомнавте, тој на 17 години заминат во Австралија, така, 1937-8, така нешто. 37. Знам една интересна анегдота ми раскажавте, би замолил да ја повториме во емисија, чисто за да, кога некој денес ке те убедува, антиквизација имало во 2007, 2008 и така натака, која е борбата што тие луѓе носели? Господинот Алтин потекнува од селото Нерет. Не, од селото Лаген, Алеринско. Лаген. Така. Роден е 19-та година. 19-та година, бил 17 години кога доваѓал во Соброд. Соброд, да, Соброд. И на бродот? И на бродот група македонци и група биле грци. Етнички грци, етнички македонци. Меѓутоа стравот и она дека се уште се во Грција спрема зборовите на Ристо Алтин, кој јас често пати правев интервјуа со него за македонската радиопрограма 3 пати Z. Па и така многу блиски бевме како активисти, јас многу научив и од него за Австралија. Ристо кажуваше, вика, се качивме на бродот и додека излеговме од Грција во Медитеранското море и така Средоземното море, така, вика, ние зборувавме на грчки.
После тоа се ослободивме и почнавме да зборуваме македонски. И еден вика од грците дојде и вика: ај прекини да зборуваш таков навредливо. Сега не сакам и ромите да ги вреѓам, џупски јазик. Така му рекол гркот на Ристо. Така му рекол на Ристо Алтин и Ристо Алтин му рекол дека јас зборувам македонски. Тој ми е, тој не постои тој јазик. Како не постои, ве зборувам. И се чапнале да се тепаат. Се тепале едно време, едниот загуша, другиот загуша, да и кој ќе падне во океанот. Кој ќе фрли од бродот? Кој ќе фрли во океанот. И истрчале другите пријателите од едната и од другата страна, исто така и персоналот на бродот истрчале, па ајде некако ги смириле, ама спрема неговите зборови веќе бил на пат гркот да заврши во океанот. 1937 година. Да. А господинот Алтин заминува во Австралија, му даваме пиетет, бидејќи нели тој е еден од основоположниците на македонските организации таму, заминува бидејќи со слични проблеми се соочувал и во Па Ристо Алтин ми кажуваше мене како дете и ученик напишал на македонски Ристо Стојков, така му бе презимето. Потоа тој си го земе името Алтин по мајка му Алтана. Или по баба му Алтана, сега не ме земајте за збор. И затоа е Алтин. Ние македонците нема што да се докажуваме, но треба да се знае дека ние не сме грци, бугари ни срби, че да сме на Александар, гордост македонска. Ние не сме грци, бугари ни срби, че да сме на Александар, гордост македонска. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија целата е, секој да ја знае. Една мисла имаме, еден живот живееме, Македонија целата е, секој да ја знае. Македонија целата е, секој да ја знае. Од каде ни доаѓаш? Од Република Македонија, јас сум чист македонец. Браво! Никогаш северна, само Македонија. Ставете лайк и споделете го видеото ако и вие сте горди македонци. I heard something Mommy said about you, but I don't know if I should tell you. What did she say? I heard Mommy telling Daddy to tell you to stop interfering her marriage, or she won't stay quiet anymore. Бебе. Па прави се ноќу, затоа жмире кад се роде. Tonight I will sleep with Mommy. Oh, really? And I will also sleep with Mommy. No, you go and sleep with Grandma. She is your mommy. She is waiting for you. Гане Тодоровски е роден во Скопје на 11 мај 1929 година. Почина на 23 мај 2010 година. За Гане Тодоровски Раде Силјан ке рече поет од редовите на остромни личности од македонската литература. Завет, овдека дечиња, овдека внучиња мои, ридјето кај што се гравали, дабјето кај што се рои, могилка, малечка, овдека нека ми стои. Могилка, молковна, 2-3 миловидни бреста, налик наклепала, за да разнесат веста, дека на некој си овдека гласот му престанал. Грскате мјанушки, кој што е редно да ртат, колку на минувачите погледот да им го свртат, и да им приспомнат Троа од Троа за смртта. Кожле да виш не е, Вардар со рикот да рика, полногласно, од врутока до утока да вика, од околу да тече време македонско да блика. Могила, што ќе молитва ветрој непланински, камен со неколку галежни, зарешки, кирилски
и едно нашинско презиме со златно крајче. Миладинов, бисера. Бисеро, моме, бисеро, што носиш бисер на грло, твоето грло хубаво, и од дробна го бисера 1000 пати побело. Бисеро, моме, бисеро, зашчо со бисер покриваш твоето грло хубаво? Ја неќу бисер да баца, тук сака твоето грло. Бисеро, моме, бисеро, за кого низиш бисери, за кого готвиш дарој? Ја дарој бисер не сака, тук сака мома бисера. Читаше Наталија Номовска. Здраво, здраво, поздрав до сите слушатели на Македонското радио Оро Македонско. Јас сум Ирена Спасовска, а вие слушајте македонска музика. Чао! Кате донела кај мене, а? Срам е да ти кажам, сине, ама ја галиба сум трудна. Трудна? Бре, што ти паѓа на ум, бре, бабичке, бре? На ум? На ум маш ми паѓа, ама покоен е. Не, чекај, бре, бабичке, чекај, не те прашав во какво сродство си со наума. Не те прашав тоа. Како си можела да останеш трудна, бре, кај може тоа? Не знам, бе, докторе, суџбина. Само знам дека сум трудна и тоа се што да ти кажам. Па трудна. Бре, не може да си трудна, бабичке, ме разбираш и што ти зборува? Абе, зошто па ова е навреда, докторе? Па јас сум женска на некој начин, па не сум машко, кога ти... Зашто вака, па не можам да останам? Не, бре, бабичке, не ме разбираш. Не може по законите на природата, не може, ме разбираш? Ти поминал рокот, бабичке. Види сега рокот ми поминал. Па јас не сум конзерва, па рокот да ми поминал. Немој така, доктор. Слушај, бабичке, слушај, денес преку 100 жени ми поминале преку ративе, значи ти ќе ме докусуриш, бе. Ќе ме докусуриш. Како тоа? Јас... Колку години имаш? 63. Епа, како си чула ли досега некоја да останала трудна на 63 години? Па јас првото на 43 го род. Мари. Ти, галиба, не веруваш во чуда, бе, докторе? Абри, да верувам, бабо, и да верувам, чудата во твојов случај не помагаат. Како не помагаат, не. Па така убаво, бе, бабичке, така убаво, како не помагали. Не помагаат и готово. Што треба? Како? Па за да забремениш, треба претходно да имаш коитус со некој маж. Колитис? Имам колитис, докторе. Не, бре, бабичке, не ме разбираш, бре. Коитус, бе, бабичке, коитус, сексуален контакт, ме разбираш? Таков контакт, докторе, не сум имала уште. Од кога умре науме пред 25 години, да ти кажам. Па како можеш тогаш да забремениш? Ајде, кажи, како? Па не знам, така како што останав должна, бе, докторе, како останав должна? Должна? Кому должна, бе, бабичке? На странство, кому личен да останам на странство сум должна. Чекај, каква врска има твојот долг кон странство со бременост? Ајде, кажи. Иста, докторе. Ако сум станала трудна, ако сум останала должна во странство, а во животот не сум имала никаков контакт, ни со долари, ни со марки, верувај ми, зошто без контакт со маж да не можам да останам трудна, богати? Ајде, изегувај. Па немојте вака груб да бидете, јас сум во друго стане, доктор, што е ова? Делеше черешнате од корен, корнеше, точка се од родна грудка, бре, делеше. До сега сум шетал шарпланина, од сега ќе пливам везеро. Збогу моје мило, тетово, и мој мили дебар и гостивар. Напуштам стара дедовина, одам во нова татковина. Проштевај, Македонијо, фала
академијом. Ај што ни ива мамата, на друг да викам комшија. Доста бе ти, што преска те гледам тука. Одберете ме леден. Што му ускориваш тука јадовите? Остава ти овај, зошто така дозволяваш бе? Зошто така дозволяваме? Што да правам бе, бате? Комшија, што се секираш ти бе? Што се секираш? Како бе, што се секирам бе? Куќе имам тука, имањето ми е тука, треба да се селам, како ще се секирам? Ја га ти го чувам ја, зашто сум тука ти? Што ме мислиш, зашто сме ние комши толку време бе? Море, комши, не се секирај ти. Што не се секирај бе, треба да се селам, тето, кај додам, кај Што, кај ќе одиш ти, тебе ти е лед, мене, со тебе златен комшија навикнат, сеаш кој ќе ми дојде некој од чај, со 16 деца, кај бака бујук тука? И ја кој знае кај ќе се падна. Ти кај ќе ти, за тебе е лесно, види ти сега. Ти ќе одиш на езеро и брат за тоа, како добар комшија сум ти поклонувал брат. Видиш ова? Што ќе ми ова бе? Бе ти, тоа е езеро бе, море, чисто екологија, зелено, подградец и башкан на Охридени ќе му се мочаш во езерото бе, Зенчо бе. И со ова ќе си бидеш капетан. Ја овој сум го возел у Швицарска по езеро кога бев порано, сега тетово нема езеро, па вака да ме памтиш по нешто бе, ба. Фала ти комши, фала, да се поздравиме и да бегам ја. Ке те испратам ја до Грубчинте бе. Немаш потреба бе, патиш. Ама не, секако мора да идам у фришоп да си имам бели чорапи, за бутик, работам со бутик. Кај бе ти бутик? Не сум ти кажал? Не. Па подрумот твој ми е бутик доле, горе на први спат ке правам чајджилница, а ти на езеро. Шо ќе уживам бе, шо ќе работам бе, уредо е бродо, шо ќе работам таму? Шо ќе правам? Абе Македонас бе, никако не можеш да си бе. Ке извезуваш вода, таму имаш цело езеро, еј. Само зимаш у флаша, пуниш, флашираш и тоа све шалеш кај нас за извоз. Ти мене ме заебаваш? Та езерска вода како да ја флашираме? Кој ќе пие од таа вода? Та не се пие. Не за пиење, тоа е тоалетна вода, Македонац. За извоз, за извоз. Македонац, да немаш кликер, бра. Леле, лош сум богати, љубиме. Тоалетна вода. Така не е лоша идеја, мајката. Луѓе кои повеќе од 8 години се соочуваат со системска неправда. Денес, официјално, поднесовме кривична пријава против поранешниот јавен обвинител со иницијали ВР и тоа по член 368А попречување на правдата и член 353 злоупотреба на службената повложба и овластување. Доставивме докази до јавното обвинителство, поврзани со случајот 27 април, кои сериозно го доведуваат во прашање начинот на кој беше водена истрагата и текот на судскиот процес. Доказите укажуваат на комуникација меѓу висок функционер и еден од клучните сведоци во оваа постапка, меѓу брат на еден висок функционер и сведок, на можни договори со обвинителот, како и на сочување за сведочењето кое го даде сведокот во таа постапка. Сведокот со изјава заверена кај нотар изјавува дека неговиот претходен исказ даден во постапката бил невистинит и дека истиот му било ветено дека ќе му се помогне во други кривични постапки доколку даде таков исказ. Дополнително, постои вештачење од овластен судски вештак од телефони кои ја подкрепуваат изјавата на сведокот заверена на нотар. Го повикувам јавното обвинителство да ја разгледа пријавата и доказите темелно. Јавноста има право да знае, а институциите имаат обврска да постапат. Кога имате заверен искази на нотар во кој се признава дека лажно се сведочело и кога имате јавно признание за притисок врз силниот поротник, тогаш ова не е повеќе политичка тема. Ова е прашање на владење на правото. Ова не е обичен случај. Ова е случај во кој имаме основано сомнение дека се користеа незаконити докази, се вршеше притисок врз сведоци и се донесе пресуда врз основа на монтирана постапка. Ова денеска не е политичка изјава.
туку чекор заснован на документи и сериозни сомнежи за сторени кривични дела. Сите докази со кои располагаме се доставени до јавното обвинителство и очекуваме тие да постапат професионално и без одлагање. Јас не сум суд и не тврдам ничија вина, но имам обврска како граѓанин да пријавам кога постојат основани сомнежи. Ова не е лична пресметка. Ова е борба за правда и одговорност. Бараме вистината се утврди без страв и без политичко влијание. Прашањето денес не е само за нас. Прашањето е дали во Македонија ќе има правда или ќе биде како до сега. Денес стоиме пред вас. Драги слушатели, беше, се извинувам, Јане Ченто, внукот на Методија Ченто. Не беше доволно што дедо му беше в затвор. Тој даде прилог, тоест изјава дека беше наклеветен, односно неправилно го затворија в затвор. Goran Taskovsky gives hope to Macedonia and every Macedonian, 2,500 years after Alexander the Macedonian, to reborn a nation that has been denied. Во македонската историја. Тоа не е само празник што се одбележува, туку ден на почит кон луѓето кои секогаш се први на местото на настанот, секогаш подготвени да се грижат за безбедноста, мирот и сигурноста на својот народ. Со одлука на владата од 20 април 1993 година, 7 мај е востановен како ден на македонската полиција. Изборот на овој датум не е случај. Тој е поврзан со Смилевскиот конгрес од 1903 година, кој представувал значаен организацијски и безбедносен столб во пресред на Илинденското востание. Во текот на 5 дена колку што траел конгресот, вооружени жители на Смилево ја обезбедувале околината, додека низ соседните села функционирала организирана мрежа на стражари и известувачи, чија задача била навремено предупредување од можни опасности и непријателски движења. Овој ден е символ на пожртвуваност, дисциплина и служба кон татковината, но и потсетник дека безбедноста и сигурноста од секогаш биле темел на македонската борба и државност. Сеизмот остана досадна, безалтернативна излитана кампања со нов зачин, игнорирање на сегашноста. Со победата над фашизмот, ние македонците го добивме асно, вековниот наш идеал да створиме собствена држава, додека Мицкоски измисли дека македонскиот народ рамо до рамо со своите сограѓани албанци, турци, роми, срби, власи и бошњаци застана на вистинската страна на историјата. И додека Мицкоски величи безалтернативен европски пат, водејќи кон европски вредносен поредок, бранејќи го уставот од бугарите, Европската унија забрзано се преобразува од економски во воен сојуз, каде војната индустрија со полна пареја произведува оружје за да се брани од измислената закана од исток, а при тоа гледајќи ги источните членки, вклучувајќи не и нас, како своји пиуни и територии од каде треба да се тргне во иден поход. Во оваа Европска унија, македонците се граѓани од втор ред, а истата таа ЕУ го поддржува фашистичкиот, преспански и понижувачкиот бугарски договор со цел да се самоукинеме. Го подсетуваме Мицкоски дека македонците на референдумот во 2018 потврдија дека не сакаат во ЕУ под името Северна и дека сакаме во ЕУ како македонци со името Република Македонија. Во срце што ја носиме, и во радост, и во солзи, ние ке те бодриме. Нека грми на трибини, кога за тебе пееме. Ке ни даде Господ сила, заедно да славиме. Македонија навива за вас, пеат
Жална вест. Кога ќе спомнеме Феникс, Аризона, одма ќе се сетиме на Македонската црква Свети Арангел. Ќе го спомниме првиот председател Живко Лозановски. Долгогодишен помагач и иницијатор Живко Лозановски почина. Бог да го прости и лесна му памја. Верниците од Свети Михаил долго ќе се сеќаваат и ќе го спомнуваат. Со ова нашата радиопрограма за денес ја завршуваме, но не значи и крај. Слушајте не 247, а секоја недела со нова програма. За повеќе информации, јавете се кај нашиот уредник Бошко Рајчовски Пелистерски на телефонскиот број 810 335 5552. Бошко, ајде сите заедно да се фатиме на орото македонско? На тешкото колешке.